Уште еднаш кобна се покажа кривината кај селото Чардаклија на сообраќајниот правец Кочани Штип. Из утрината околу 6 часот, 26-годишниот М.А. од Оризари, кој управувал патничко возило БМВ, излетал од коловозот и завршил во трските од мочуриштето покрај патот. Несреќата се случила практично на истото место каде минатата недела во судир на автобус и автомобил загина 51 годишен штипјенец. Првичните сознанија велат дека причина за излетувањето на возилото е неприлагодената брзина според условите на патот. Сепак, забележливо беше дека на критичното место на коловозот има истурено моторно масло или нафта. Најверојатно тоа дополнително влијаело возачот од Оризари да изгуби контрола над возилото и да заврши надвор од патот. При излетувањето тој се здобил со сериозни телесни повреди, поради што веднаш бил префрлен на лекување во Штипската клиничка болница. Жителите на Чардаклија велат дека целиот патен правец е црна точка, зашто сведочат големиот број сообраќајни несреќи. Црна точка е од Чардаклија до Крибиште. Нема да балам. И тоа е непазење, брзо се возе и патот не е прегран. Кај Чардаклија е доста оста кривина, која што треба ограничено возење. Увек има деца на пато. Мислам дека треба и знак да постоje со ограничена брзина која може шо возачот да внимава на населеното место. Овај пат плака за реконструкција. Прави се Западна Македонија, прави се секаде исто кој е забравен тотално. Треба проширување на овај пат реконструкција, инаку дешават се и ќе продолжат да се дешават вакви работи. Најавеното проширување на коловозот од Штип до Кочани и неговото рангирање во експресен пат би требало да го намали бројот на сообраќајните несреќи. До тогаш единствениот апел до возачите е да бидат внимателни поради специфичните услови на возење, односно повеќето непрегледни кривини и населените места низ кои патот поминува.